Прималку е ако се каже дека обожавателите беа шокирани кога Ели Голдинг и Сиена Милер стапнаа на црвениот тепих на овогодинишните модни награди кои се одржаа во Ројал Алберт Хол во Лондон и ги открија своите труднички стомачиња. Како да планираа заедно да ја споделат среќната вест со светот, Ели Голдинг и Сиена Милер открија дека се бремени на гламурозниот настан што се одржа во Лондон. Церемонијата на доделување на модните награди беше совршена можност јавно да ги откријат своите тајни, а ефектот на изненадувањето дефинитивно не изостана. Иако ова е второ дете на Ели, прво со новото момче, 28 годишниот актер и модел Бо Миниар, ова е трето дете на Сиена Милер, а второ со долгогодишниот партнер, 27 годишниот актер Оли Грин. Пејачката има 4 годишен син, Артур, од бракот со поранешниот сопруг Каспар Джоплинг, а со помладиот Бо е во врска околу 6 месеци. Сиена, од друга страна, има ќерка со Том Старич, додека со Оли доби уште една ќерка во јануари 2024 година. Музичката ѕвезда Милица Павловиќ стана цел на измамници кои веќе извесно време рекламираат нејзин лажен овогодишен настап во еден од најлуксузните белградски хотели. Да биде уште почудно, пејачката на 31 декември воопшто нема да биде во Белград, бидејќи тој ден прво ќе ја забавува публиката на дневна журка во престижен хотел во Скопје, како што и самата најави на социјалните мрежи. Потоа Милица нема да одмора. Таа е ангажирана да пее на приватна новогодишна прослава кај еден од најбогатите парови во Македонија, а на нив им пее и на свадби. Националниот ансамбл за народни игри и песни Танец го најавува затворањето на сезоната со годишниот концерт Ритмот на душата, бојата на традицијата. Концертот ќе се одржи на 20 декември во Националната опера и балет со почеток во 19 часот и 30 минути. Ова е вечер кога сцената ќе оживее со ритмот на душата, бојата на традицијата. Мотото под кое се одвива тековната концертна сезона. Подгответе се за незаборавно патување низ богатата ризница на македонскиот фолклор. На програмата ве очекуваат мајсторски изведби на антологиски македонски ора и песни, раскошна народни носи од сите краишта на Македонија, кореографски решенија кои ги спојуваат традицијата и современиот сценски израз. Врвни играорци, пејачи и музичари на ансамблот кои ги носат македонскиот идентитет низ светот. Не ја пропуштете оваа свечена можност да бидете дел од традиционалниот празник на народната уметност, што е идентитетскиот код на Македонија, велат организаторите. Со илјадници свеќи на сцената, камерниот оркестар Профундис ќе одржи концерт во Центарот за култура во Битола на 6 декември од 20 часот. Ке диригира маестра Ѓургица Дашич, а како солист ке настапи виолинистот Владимир Костов, концерт мајстор во оркестерот на Филхармонијата. На програмата се свитата за Свете Павле од Густав Холст, 4 годишни времиња од Антонио Вивалди и македонско каприче број 1 од Драган Шуплевски. Овој концерт е особено значаен затоа што за прв пат ја носиме уникатната атмосфера на концерт со свеќи во Битола, рече маестра Дашич. Владимир Костов е роден во Битола и има богата кариера со настапи на некои од најреномираните светски сцени, како Берлинската филхармонија, Концерт Хаус во Виена, Линколн центарот во Њујорк и други. Добитник е на наградата Ѓорги Божиков и основач е на фестивалот Виолин Фест.